Великден. За многу години празникот Великден. Вторник, 22 април 2025 година, трет ден Великден, Христос воскресе, на вистина воскресе, честит празник на сите христијани од КТВ телевизија. А ние што туку го стартуваме централниот дневник. А во продолжение ќе следат деталите. Денот на планетата Земја денеска беше одбележан со дефиле под маски на градскиот плоштад во Кавадарци, во знак на заштита на природата. Учество зедоа учениците од прво до пето одделение од сите основни училишта, како и најголемата група на деца од детската градинка Рада Пуцева. Целиот настан беше во знак на хуманоста. Хуманитарен настан за Бела и Теодора. Денес во чест на 22 април, меѓународен ден на планетата Земја, со цел подигнување на еколошта свет и промовирање на одговорен однос кон животна средина, со големо задоволство на градскиот плоштад организираме маскен бал со еколошка тематика. Во наставот се вклучени сите ученици од прво до пето одделение, од основните општински училишта и големите групи од градинката Рада Пуцева, кои преку креативни костими, инспирирани од природата, животинскиот и растителниот свет, обновливи извори или преку употреба на рециклирани материјали, ќе испратат силна порека за заштита на нашата планета. Очекуваме да сведочиме на оригиналните изработки, екокреативност и подготвеност за активно учество во изградба на поодржливо утре во целиот свет. Настанот е од комунитарен карактер, со цел собирање на средства за нашите две сограѓанки Бела и Теодора, апел до сите граѓани дека единствено ние може и треба да ја подигнеме еколошката свест и имаме коректен однос према животната средина. Утре со почеток во 10 часот во организација на Црвениот крст на Република Македонија општинска организација Кавадарци во спортската сала Партизан ќе се одржи општинскиот надпревар по прва помош за сите средни и основни училишта од Кавадарци и Росоман. Министерството за локална самоуправа со швајцарска поддршка набави IT опрема за Центарот за развој на плански региони. Во рамки на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој втора фаза, Министерството за локална самоуправа успешно спроведе постапка за набавка на IT опрема за сите 8 центри за развој на планските региони. Овој проект, поддржан од владата на Швајцарија, представува значајна инвестиција во подобрување на капацитетите на центрите и нивната способност да обезбедат поефикасен и поквалитетен сервис за граѓаните. Во Министерството за локална самоуправа денеска символично беше извршено примопредавање на опремата, при што директорите на центрите едногласно истакнаа дека тоа значително ќе помогне во обезбедувањето на побрз и поефикасен пристап до информации, како и поголема поддршка во напорите за одржлив развој во сите региони низ земјава. Набавената опрема, која вклучува преносни и персонални компјутери, монитори, мултифункционални принтери и NAS системи, е целосно приспособена на потребите на центрите за развој на планските региони. Вкупната вредност на оваа донација изнесува 1.295.000 денари и ќе има директно позитивно влијание на работењето на овие институции, информираат од Министерството и додаваат: воспоставувањето на силни и добро опремени центри представува основа за продолжен раст и развој, кој ќе ги подобри условите за живот на сите граѓани, а посебно на оние во помалку развиените региони. Денеска 22 април се одбележува Меѓународниот ден на поштенските работници. По тој повод пренесуваме обраќање од директорот на Македонска пошта подружница Кавадарци Андон Лазаров. Денеска 22 април, денот на поштенските работници. Најпрво сакам да го честитам на сите поштенски работници овој ден, да им се заблагодарам на нивната посветеност, пожртвуваност на својата работна позиција. Од прв до последен, сите вработени денешниот ден го користат работно, како прв ден после великденските празници. Воедно на сите да им ги честитам исто така и великденските празници.
по добро здравје со својата фамилија и секогаш работно и одговорно со нашите колеги. Друго нешто што сакам да се надоврзам на оваа тема, покрај тоа што е меѓународен ден на поштенските работници, воедно нашата подружница Кавадарци, која останува долг период низ годините, во своето основање, тоа е споделба од ПТТ во Македонски пошти на 1 јануар 1997 година и со самото самостојно действување како Македонска пошта во повеќе од 300 единици на поштенска мрежа, со повеќе од 1600 вработени во Македонски пошти, ние како подружница Кавадарци обслужуваме повеќе од 61.000 жители на територијата на општина Кавадарци, општина Росуман, Демиркапија и Неготино. Со тоа што нашата мрежа е со 11 подружници на оваа територија која што ја гравитираме како пошта или како Македонска пошта со нашите услуги кои исто така се по број доста големи. Имаме голема лепеза на поштенски услуги од платен промет, ова што го имаме на шалтер салата, и делот од доставата на писма, доставата на пакети, пратки и се останато што го сочинува тој поштенски систем. Тошковски да не ги штити неговите началници. За трагедијата во Кучани мора да има одговорност, порачаа од СДСМ во денешното соопштение до јавноста. Изминуваат 37 дена од трагедијата во Кочани, а наместо вистинска правда и одговорност, сведоци сме на селективна истрага и молк за одговорноста на актуелните функционери од ДПМН и началниците кои ги има поставено Тошковски, пишуваат во денешното соопштение од СДСМ. Понатаму во истото се додава: како е можно истрагата целосно да ги игнорира службениците, началниците, раководителите на различни позиции во СВР Штип и ОВР Кочани, кои на 16 март годинава, на денот на пожарот, имале директна одговорност да спречат трагедија, но тоа не го направиле. 7 командири, началници и заменик командири на полицијата имале јасни законски надлежности за безбедноста на просторот, за присуство на малолетници, за употреба на пиротехничките средства. Полицијата присуствувала во објектот, видела малолетници, видела пиротехника, видела поголем број присутни, а не презела ништо, пишуваат од СДСМ и додаваат: ако тие постапеле, трагедијата ќе можела да биде спречена, животи ќе беа спасени. Се поставуваат прашањата: зошто началничката на ОВР Кочани, Марија Цветковска-Маневска, не е дел од истрагата, иако лично била надлежна за безбедноста во Кочани? Зошто не е опфатен началникот на Крим полицијата во Кочани Томо Донев? Зошто Сашо Тасев, началник на СВР Штип, како и раководителите на Крим полицијата во Штип, не се опфатени со истрагата? Дали ова не е намерна заштита на кадрите што ги именувал Тошковски? Истрагата не смее да биде политичка операција на прикривање и спасување кадри на ДПМН, и затоа Тошковски треба да поднесе оставка, а истрагата да се прошири со актуелни функционери кои на денот на трагедијата биле на позиции. Болката на семејствата не смее да се дозволи да биде поголема со селективна правда. Тоа е неправда. СДСМ ќе продолжи да се бори за целосна и правична истрага, без заштита на актуелни функционери. Мора да има одговорност, мора да има правда за Кочани, пишуваат на крај во соопштението од СДСМ. СДС се занимава со се и се што, шета од тема на тема, само не дава одговор дали Филипче и Заев имаат златни визии за Дубај, пишуваат во денешното соопштение од ВМРО ДПМН. Времето изминува, СДС се занимава со се и се што, шета од тема на тема, но за темите што ги интересира, цела јавност ги нема ни збор да кажат. Веќе извесен период прашуваме и ги повикуваме СДС, Венко Филипче и Зоран Заев да одговорат дали поседуваат златни визи за Дубај. Ако поседуваат, тогаш на кој начин ги стекнале, имајќи предвид дека таквите визи се стекнуваат со вложувања или инвестиции кои надминуваат и неколку милиони,
прашуваат во денешното соопштение од владеачката ВМРО ДПМН. Дали Зоран Заев во Дубај гради високи згради од над 50 ката и дали на тој начин ја стекнал златната виза? Ако е така, колку милиони однесе таму и од каде му се парите, прашуваат од ВМРО ДПМН. Од тука го поставуваме и прашањето дали и Филипче исто така не е поврзан со оваа афера, па затоа од неговиот ментор Заев е поставен на чело на СДС за да му го чува грбот, прашуваат од ВМРО ДПМН. Во соопштението понатаму се додава: сите знаат дека Филипче е верна сенка на Заев и дека тие двајцата се прават заедно, па оттаму е и дилемата дека во аферата со висококатниците во Дубај можно е и тој да е вклучен. Тие двајца беа неразделни за време на нивното заедничко владење, па така се богатеа врз грбот на граѓаните, местејки тендери, посебно во ковид кризата каде што живи беа фатени како договараат милионски провизии за набавка на вакцини, пишуваат од владеачката партија. Венко Филипче и неговиот ментор Заев со години наназад ја уништуваа и ограбуваа државата, па тие пари сега ги вложуваат во приватни бизниси, заклучуваат од ВМРО ДПМН. Левица со нов предлог закон. Кривични дела сторени од функционери да не застаруваат. Ова го правиме како коректив на она која во минатиот мандат представуваше едно од најголемите срамни денови за законодавната власт во Република Македонија. А тоа е кога минатата власт на СДСМ и ДУИ со обезбеден кворум на ВМРО ДПМН драстично ја намали казнената политика и периодот за застарување на кривичните дела, се со цел на исполнување на интересите на неказнивоста на политичката и бизнис елитата во Македонија. Со тоа драстично намалување на казните и роковите на застареност, направено во минатиот мандат од страна на партиите на олигархијата, гледаме сега како влијае и за истрагата за немилиот настан во Кочани, каде што најмалце ќе бидат опфатени оние кои треба да бидат опфатени и нема да бидат изречени казни на вистински начин како што треба да бидат изречени. Тој чин беше најгрубо легализирање на неказнивоста, амнестија за политичката и бизнис елитата и отворена врата за корупцијата да продолжи да цвета. Овие измени кои денес ги предлагаме предвидуваат отпор кон интересите на корумпираната елита. Имено со измените предлагаме застарувањето на делата да биде дуплирано, па така оние кои треба да бидат стигнати со правдата независно во моментот кога ќе биде откриен кривичниот чин, да бидат процесирани на вистински начин и правдата да биде задоволена. Од друга страна, предлагаме и додавање на кривични дела во категоријата на дела кои не застаруваат, а тие се однесуваат на економскиот криминал и злоупотреба на службената положба. Повторуваме, во делата кои не застаруваат, предлагаме да се додаде злоупотребата на службената положба како еден од најголемите проблеми со кои се соочува нашето општество и политичкиот систем. Поради ова, сметаме дека ќе се спречи свесното одоговлекување на судските процеси, со што дополнително се аугментира неказнивоста. И затоа ова не е технички предлог. Ова е директен удар врз корупцијата и очекуваме дека пратениците во собранието ќе имаат доблест да покажат дека не можат веќе да се кријат зад законските норми и дека ќе застанат на страната на граѓаните и правдата и ќе престанат да ги бранат интересите на политичката и бизнис елитата на која припаѓаат. Ова треба да биде порака до сите функционери и привилегирани бизнисмени. Нема повеќе скривање, законот ќе важи за сите и казнената политика понатаму сметаме дека треба и да се заоштри. Продолжуваме со спорт. Тиквеш ја совлада Струмичка Брера со 2:1 и ја помина на табелата. На 5 кола до крајот кавадарчани имаат 2 бода повеќе од Брера и Беса и 4 повеќе од Воска. Се вжештуваат борбите за шампионските титули за пласман во повисок ранг, но и за опстанок во поедини лиги.
Заради големит христијански празник Великден дојде до поместување на термините кај прволигашите и второлигашите. Во 28-то коло од првата македонска фудбалска лига се постигнаа следниве резултати. Дербито на колото помеѓу Струга и Гостивар заврши 1-1, а понад преварот гостиварчани, исто како и во Кавадарци, причината за сопствениот неуспех се обидоа да ја побараат во физичка пресметка со домашните. Во борбата за опстанок над преварот помеѓу Воска и Вардар беше прекинат при резултат 1-1, откако домакинот Воска го напушти теренот веднаш откако Вардар го постигна израмнувачкиот гол. Беса дома загуби од лидерот Шкендија со 2-3, Шкупи на Чаир загуби од Силек со 1-2, а Работнички го совлада Пелистер со 2-1. Во Кавадарци Тиквеш прокнижи важна победа против Струмичка Брера со 2-1 и со оваа победа ги прескокна струмичани на табелата. Вчера се одиграа сите 8 надпревари од 25-тото коло во втората македонска фудбалска лига во која се сретнаа. Арсими Кожув 1-0, Башкиме Вардарски 2-0, Беласиница 0-1, Македонија Ѓорче Петров Детонит 1-0, Охрид Осогово 2-2, победа Саса 1-0 и Новаци Вардар Неготино 2-0. Третолигашите од групата Југ ги одиграа средбите од 21-то коло во кое се постигнаа следниве резултати. Венец Долни Дисан Росоман 0-1, Слога Лажани Младост 2-3, Големоконјари Бучин 2-0, Питу Гули Ултрас 1-2 и Дреново Башкими 1-4, а слободни беа екипите на Превалец и Влазними. 18-тото коло во првата футсал лига го отворија Форци и Шкупи кои одиграа 2-0. Осогово го доби Железарец 5-0, а останатите средби се играат вечерва. И во нив се среќаваат Јувентус Серава Проект, Кеги Моби Бутел и големата кавадаречка пресметка помеѓу Црна Река и Клими. Ракометарите на Тиквеш очекувано беа поразени од Вардар со 32-24. Пелистер во пресрет на меѓусебната пресметка има бод повеќе од Вардар, а Тиквеш и Охрид во директен дуел ќе одлучуваат за позицијата број 4. Во машкото ракометно првенство станува апсолутно неизвестно како во плејофот, така и во плејаутот. Во четвртото коло од плејофот, во дербито на колото во Охрид, Алкалуид забележа сигурна победа против истоимената екипа од 28-36. Вардар очекувано го совлада Тиквеш со 32-24, а Еврофарм Пелистер на гости го доби Бутел со 22-34. Со овие победи Пелистер и Вардар се одлепија на врвот и веќе имаат 5, односно 4 бода повеќе од Алкалуид. Охрид и Тиквеш засега имаат изброј бодови, но и 3 бода повеќе од Бутел. Во четвртото коло од плејаутот Пролет го победи Куманово со 24-20, а Прилеп дома загуби од Радовиш со 26-28. Во дербито за опстанок Борец и Струга одиграа 24-24. Пролет има 8 бодови, а Прилеп 7, додека Куманово собра 5. А Радовиш, Борец и Струга, израмнети со по 4 бода, ја продолжуваат борбата за опстанок. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Предпладне сончево со умерена облачност, попладне променливо облачно, на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Температура од 9 до 25 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме овој 22 април. Веќе за утрешниот ден следете неповторно во 20 и 22 и 30 часот.